Значи, се што се работи, мое мислење во сите клубови, па вклучувајќи овде Академија Пандев, е на многу мало ниво. И јас мислам дека сето тоа е оставено на лидерските способности и на сите оние познавања кои што ги имаат самите тренери кои што ги водат, значи момчињата, односно децата кои што се во активен тренажен процес. Ние како Академија Пандев се стремиме да одиме чекор понапред и се обидуваме да ги пратиме овие современи, модерни европски трендови кои што овозможуваат развој во сите аспекти на самото дете, на самиот ученик, односно на самиот фудбалер. Во тој аспект го повикавме и професорот Кевелевски кој што е докажан во областа на психологијата и најдовме едни заеднички допирни точки кои што секако во иднина се надвам ќе ни послужат многу повеќе, ќе ги разработиме за да се обидеме да постигнеме што подобри резултати. Исклучително значајно во доменот на спортската психологија или активирање на сите динамични механизми кај талентите е прашањето за мотивација. И не случајно врвните спортски имиња и тимови вклучуваат не само еден, туку тим од спортски психолози каде што работат целосно на афирмација на сите механизми кои што влијаат позитивно врз развојот на личноста. Така да мислам во последно време во Република Македонија се прават напори за ангажирање на стручнаци и експерти во ова, например, во кошаркарската реабилитација и така натака. Ево јас веќе работам бидејќи и како професор по спортска психологија или психологија на спортот да направиме еден пробив или продор и на оваа професија, но луѓе кои што работат во овој домен да влијаат врз или подигнување на мотивацијното ниво кај спортистите. Можам да кажам дека исто Академијата Пандев прави сериозни чекори за тоа како треба на еден поорганизиран начин. Ево започнавме сега со мотивацијата, понатака можеби ќе произлезе бидејќи истражувањето ќе покаже за тоа можеби да се работи и повеќе на самодовербата, концентрацијата и некои други психолошки феномени кои што навистина поединците таленти кои што имат едно ниво да преминат во наврвно